Благодарам. Председателке, почитувани присутни медиуми. Немав план да излезам, но имам чувство, често кога се споменуваат избори, ќе видите на избори, имам чувство дека локалната власт не работи за граѓаните и нивниот интерес, туку за изборите и кампањите. Чисто ќе дискутирам јас за предпријатијата, односно нема да се навраќам назад, ќе се држам на точката на дневен ред. Ќе го спомнам јавното предпријатие Пазари. Значи, пред 2 дена на комисија, директорот кажа дека ќе му требаат финансиски средства од милион или од милион и пол денари за реконструкција на кровот. Значи, од самиот почеток со ова предпријатие се случуваат турбуленции од претходната директорка па се до денес. Значи, пазарот на големо, кај сточниот пазар, е тотално нефункционален, поради тоа што јас лично знам често да го посетам таму. Значи, таму има само еден вработен и неколку кучиња. Донесовме, односно тогашната локалната власт и тогашното мнозинство донесе одлука за отстранување на пазарџиите за да добиеме чист простор на паркингот. Баш колегата Чулаковски спомна за ѓубрето пред 2 дена во кој се дави паркингот, особено имаме преполни контейнери и расфрлани ѓубриња во центарот на пазарот. Предходната директорка се фалеше дека постои проект за линеарно поставување на тезгите, ги убедуваше земјоделците дека со подеднакво распределени тезги ќе им се изравни профитот на поединци, а новиот директор вели дека таков проект воопшто не постои. И она што е најмногу битно, финансиската рамка е значително намалена, особено со отстранувањето на пазарџиите од паркингот. Ова го кажуваат вработените, дека имаат финансиски проблем, дали се прашува дали ќе земат регрес или ќе им се исплатат редовно плати. 2 директори се смена, ништо не е променето. Ветува дека ќе ги соберат пазарџиите во внатрешноста за денес на секој ќош да имаме трактори со, земјоделци кои ја продаваат својата стока. Сакам да спомнам и зоолошката градина, која е во катастрофални услови. За 1 година имам информација дека умрени се повеќе од 20 на животни. Се појавуваат наводно шпекулации од нивни блиски вработени, не сакам да тврдам дека зоолошката градина добила донација од Австралија, финансиски средства и од Ротари клуб, наводно за папагали, но финансиските средства ги нема, а ги нема ниту папагалите. Но сега се има доблест да се бара 1.200.000 денари за плати. 8 милиони денари за комуналец, за одржување на зелени површини. Ние сме свесни дека на претходниот ребаланс директорот бараше 2 милиони денари за плати. Исто колегата Чулаковски баш го праша колку од корист ќе му бидат овие 2 милиони денари, дали месец или 2, немаше конкретен одговор. Јас мислам дека фер ќе беше кон нас советниците и кон граѓаните да им се кажи дека предпријатијата се во тешка финансиска состојба и немаат средства, особено за тековни трошоци и плати. Според ова констатација, ние како советничка група нема да го поддржиме ребалансот. Благодарам.